Večno che ja sakam, postaja svoja, Skopje kaže mi. Населбата Тафталиџе. Населбата Тафталиџе е градска населба во Скопје која се наоѓа западно од центарот на градот. Населбата е целосно урбанизирана. Населбата Тафталиџе името го добива од турскиот збор Тахталиџе, што во превод значи мало со дрвени куќи. Ова име го добива бидејќи долго време просторот на денешната населба Тафталиџе била една голема ливада и имало само по некоја дрвена куќа. Откако турците го зазеле Скопје, земјиштето на денешно Тафталиџе било во сопственост на едно од најпознатите и најугледни турски семејства Хаџигали бегови. Според легендата, семејството Хаџигали бегови за време на австриско-турската војна, која траела од 1683 до 1689 му биле десна рака на турскиот султан и затоа, во знак на благодарност, им подарил голем имот во Скопје. Семејството Хаџигали важело за најбогато семејство во Скопје и покрај Тафталиџе во нивна собственост биле уште 5 други села. Хаџигали бегови на својот огромен имот во Тафталиџе не одгледувале никакви култури, туку целото земјиште било зелена ливада. Семејството ливадата ја оставило за себап на душата, да се шета по неа и турско и каурско. На целата ливада бегот изградил само неколку дрвени куќарки. Во 19 век селото е дел од нахијата Каршијак во Скопската каза во Отоманското царство. И откако Скопје било ослободено од турците и земјиштето не било ничија собственост, Тафталиџе важело за излетничко место. На ливадата скопјани се собирале поради чистиот воздух и убавата природа. И затоа ова излетничко место кај граѓаните било познато како воздушна бања. Десетина години по Втората светска војна, кога Скопје почнало масовно да се населува, куќи почнале да се градат и во овој дел од градот. Skopje grad moj ljubav bliže, što mi rasute sni. Večno che ja sakam, postaja svoja, Skopje kaže mi. Населбата Топана во Топанско поле. Топанско поле е населба која се наоѓа во општина Чаир, се наоѓа во југозападниот дел на општината. На север се граничи со населбата Скопје север. Населението во оваа населба го сочинуваат претежно македонци, а исто така албанци, бошњаци и други националности. Ова мало се простирало по Тахтакале на периферијата на градот помеѓу Еврејско, Пајко и Чаир мало и патот што води за Тетово и Качаник. Малото било со тесни улици покриени со калдрма. По турците во малото се населиле роми, па од тогаш Топана се смета за ромско мало. Староседелците ги проверувале дојденците со прашањето: каде во градот е лоцирано ромското мало? Доколку одговарале во Топана, тие не биле вистински скопјани, бидејќи секој скопјанец знаел дека во Скопје има и друго мало, кое се нарекува ромско мало или Газиментеш мало. Самото име Топана има интересно потекло. Во минатото скопските роми се занимавале со тешки физички работи. Покрај другото, тие од шалитра правеле разни експлозиви, поради што нивниот квартал бил наречен Топхана. Топ, топовско орудие и хан место за сместување. Ромите биле носачи, а некои од нив биле и свирачи. Жените главно работеле по градски куќи за да добијат храна, стара облека или некоја пара. Ромите од Топхана биле добри бостанџии, одгледувале тутун, афион, а се занимавали и со други земјоделски култури под наем. Славеле христијански празници. Во ова мало најбројно било ромското население.